Почитувани гледачи, добро вечер. Петок навечер, 20 часот и 30 минути и се знае онај резервиран термин за нашата емисија интервју. Како и во претходните изданија, се надевам дека и вечерва ќе го задржиме вашето внимание, уште повеќе заради тоа што вечерашниот гостин е за прв пат во нашето студио и мислам дека ќе имате што да слушнете од него, бидејќи се работи за една друга општина, наша соседна општина, меѓутоа првиот човек на таа општина досега сме го немале ние овде во емисија. Имено човекот кој што вечерва мене ми е гостин е роден во 1967 година во Демирхисар, каде што завршил основно образование, исто така и средното го завршил таму, значи гимназија, за потоа да се запише на земјоделскиот факултет и денеска да го има звањето дипломиран инженер агроном. Меѓутоа, причината што е вечерва со нас во студиото не е таа, туку е заради тоа што тој, како што веќе најавивме, е првиот човек на општина Демирхисар, односно се работи за Љупчо Блажевски. Добро вечер и добре ни дојдовте во студиото на Канал Визија за прв пат. Благодарам на поканата, добро вечер до вас, добро вечер до гледачите на телевизија Канал Визија. Мене ми е стварно многу криво што досега не сме имале ете можност да бидете дел од програмата на Канал Визија со лично присуство, ќе кажам, инаку сме имале случувања од кај вас кои сме ги проследиле на нашата телевизија. Меѓутоа, подготвувајќи се за ова интервју со вас, јас навистина бев фрапирана, пријатно изненадена од се она што во овој мандат, кој за вас е прв и се наоѓате на половина од градоначалничкиот мандат, сте успеале да направите, бидејќи се работи, ќе се сложите, верувам со мене, за една специфична општина, која што долги години ќе си земам за право да кажам дека беше оставена на маргините. Кажете ми, после 2 години, значи од доаѓањето на градоначалничкото место, како ја доживувате општина Демирхисар и колку сте задоволен со она што го сработивте досега? Пошто од почетокот на моето доаѓање како градоначалник на општина Демирхисар, мојата цел и комплетниот мој ангажман за развој на општината Демирхисар беше искористувањето на поволната географска положба на општината, искористувањето на сите оние природни ресурси што ги имаме во општина Демирхисар, пред се изградба на комунална патна инфраструктура, промовирање и афирмирање на сите оние културни, историски и верски знаменитости, почитувајќи традицијата и културата од нашиот крај. Сето тоа собрано на едно место, сакаме да го направиме, да ја направиме општина Демирхисар една културна дестинација што ќе поминуваат доста луѓе, доста гости, доста туристи, затоа што општина Демирхисар е и магнет за луѓето што ја сакаат недопрената природа, а и во секој случај сите што ги посакуваме и странските инвеститори. За сето тоа да биде така, ние работиме тимски, транспарентно, многу одговорно и многу отчетно. Така. Јас ќе прашам и уште едно друго прашање додека сме тука, бидејќи знам пред да дојдете и вие на чело на општината се соочувавте со сериозни финансиски проблеми. Колку беше тешко еве да се стартува од некаде за да почне ова што велите да стане едно пристојно место за живење и се разбира за инвестирање? Па со самото доаѓање како градоначалник, јас општината ја затекнав со блокирана сметка. Сметката беше блокирана 5,5 години. И понатаму со едно домаќинско работење за само 9 месеци ние ја блокиравме сметката. Сега работиме позитивно, секако продолжува домаќинското работење, затоа што ги сервисираме и старите долгови, но не оставаме несервисирани прашања и во она што тековното работење. Така да сега полека закрепнуваме во тој економски дел и се надам дека во наредните години ќе имаме многу подобра финансиска состојба. Имајќи осето предвид ова што ми окажувате, зашто прво се зафативте кога дојдовте? Што беше најприоритетно со оглед на тоа што велиме проблеми многу, меѓутоа сигурно имаше приоритети? Така. Па во секој случај иднината на секоја општина се гледа и она што ги таргетира најповеќе граѓаните е локалниот економски развој. Так. Ние од самиот почеток правиме стратегија и нон-стоп ја апдейтираме на некој начин таа стратегија за локален економски развој. Изминатата 2014 година на општо задоволство нашата општина беше посетена од доста странски инвеститори. Грото од тие инвеститори беа заинтересирани за оние браунфилд инвестиции, каде што се соодветна опрема се поставува на веќе адаптирани простории,
поготово простори што се собственост на локалната самоуправа, но имаме неколку капацитети кои што се во собственост на приватни инвеститори, кои што нашата улога беше да ги споиме инвеститорите со собствениците и понатаму договарањата да одат меѓу ними. Меѓутоа, многу полесно е кога се работи за објекти на локалната самоуправа. Тоа беше случајот со објектот во Слепче, каде што пред 2 години светскиот бренд за производство на балетска и спортска опрема Гришко за прв пат надвор од Руската Федерација инвестира во Македонија, поготово во Слепче. Се работи моментално за производство на балетанки. Моментално се вработени 74 лица кои што се презадоволни од условите за работа и од месечните примања. Гришко веќе ни е партнер на Македонија и на општина Демирхисар и во оние долгорочни нивни планирања се гледа на голема сериозност, затоа што за скоро време веќе е најавен и вториот нивни погон, односно вториот објект кој што е собственост на локалната самоуправа. Ние ги завршиме сите тие законски процедури, веќе објектот е во собственост на локалната самоуправа, чекаме во најскоро време Гришко оние три варианти решенија што беа дадени од проектантите да ги одберат и да почне за скоро време со адаптација и реконструкција на самиот објект. Тука се планираат околу 160 до 200 вработувања. Тоа за Демирхисар значи многу. Во оној дел на подобрување на социјалната слика на општина Демирхисар, меѓутоа е многу битно за задржување на младите луѓе во општината Демирхисар и генерално за подобрување на економската слика во нашата општина. Кога сме веќе кај младите луѓе, јас морам да прашам каква е состојбата со миграцијата во моментов? Па, за жал можам да кажам дека од пред 50 до 60 години Демирхисар беше општина со околу 20.000 жители и замислете сега со последниот попис сме општина со 9.600 жители. Значи, белата чума си го направила своето, ние приоритет ни е сето тоа да го на некој начин да го избалансираме како ситуација и затоа не случајно посебен акцент ставаме на локалниот економски развој, на отварањето на нови работни места, како би ги задржале нашите граѓани во општината. Знам дека во некакви преговори или можеби не се веќе начелни, туку се и конкретизирани, имате и со јапонската влада нешто. Дали ќе има и тука некаква нова инвестиција? Да, минатиот месец на 9 март на општо задоволство, меѓутоа во соработка со морам да потенцирам со луѓето од Пелагонискиот плански регион, на 9 март подпишавме договор во канцеларијата во Скопје на јапонската амбасада од Виена, договор за еден грант од 76.000 евра за набавка на противпожарно возило за противпожарната единица во Демирхисар. За жал, има на општина Демирхисар која што е со 480 км квадратни површина, со 41 населено место, функциониравме само со едно возило од 67 година, значи 48 години старо. Така да, меѓутоа имаме вредни пожарникари, така да па се угодува на така многу добро се снаоѓа со пожарите. Значи во секој случај ќе биде добредојдено за нас и за противпожарната единица, меѓутоа и за генерално за заштитата од пожари во нашата општина. Така. Градоначалниче, поголемиот дел од општините, барем градоначалниците што биле гости во мојата емисија, особено овие помалите општини, имаат сериозен проблем со патната инфраструктура, со поврзаноста помеѓу населените места или на општината со другите општини и така натаму. Кај вас како е оваа работа? Да, па викаме дека патната инфраструктура е крвотокот и на општината, нели и на државата генерално. Вториот момент што го потенцирав е изградбата на проекти во таа патна инфраструктура. Во 2013 година направивме, значи на почетокот од мандатот, направивме над 10 километри патна инфраструктура, проекти реализиравме во неколку населени места. Ќе ги потенцирам тука патниот правец меѓу Стругово Загориче, патен правец од Суводол до манастирот Пресвета Богородица, патен правец од Радово до Свети Атанаси манастир во Сопотница, но исто така во 2014 година имавме доста реализирано проекти. Ќе спомнам патен правец од 2 километри до село Брезово,
што исто така ние за понатаму го планираме како на битна туристичка дестинација. Ќе стигнеме и до развојот на туризмот, така. Да, но и уште еден километар асфалт, проект што ги имавме ветено во Слоештица, родното место на Петре Андреевски, бардот на македонската литература, нели? Имате многу познати луѓе вие од таму. Така, значи сето тоа се некои ветени проекти што ги имавме во програмата, што излеговме пред граѓаните на локалните избори и дел по дел ги реализираме. Кога сме веќе и кај ова прашање, рековте дека главен приоритет ви е локалниот економски развој. Меѓутоа, привлекувањето на странските инвестиции само по себе значи да имате подготвено терен, да имате изготвено вклучително и урбанистички план и така натаму. Сите општини работат интензивно на тоа, вклучително и општина Прилеп. Докаде сте вие со урбанизацијата на Демирхисар? Морам да еден податок да ви кажам дека општина Демирхисар е една од можеби постарите општини, формирана во 1945 година. Оваа година правиме 70 години. Значи јубилејна ви е, да ви се множат јубилеите. Да, благодарам. И сакам да спомнам дека за прв пат во општина Демирхисар се прави сега генерален урбанистички план. Така. Поголемиот дел од општините за жал го имаат тој проблем, меѓутоа нашите урбанисти се зафатија, за скоро време оваа година чекаме да биде завршен урбанистичкиот план, затоа што на некој начин имаме повеќе придобивки од него. За прв пат во него е планирана и првата мини индустријска зона на површина од околу 5 хектари, значи 50.000 квадрати, се работи за 6 до 8 плацеви, каде што ќе бидат сместени капацитети од лесна и незагадувачка индустрија. Меѓутоа, со урбанистичкиот план ги вклопуваме и повеќе деловни објекти и услужни објекти кои што доскоро важија за Дивоград. Дивоград, пите. Да. Исто така сакам да спомнам уште еден голем проблем што ги имавме со водостопанската основа. Благодарение на владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски и Министерството за животна средина изнудивме промена на водостопанската основа, каде што тој каде што се сместени меѓу 300 и 350 деловни и стамбени објекти, кои што сега со легализацијата собствениците ќе може да се добијат свој имотен лист. И тоа се чини дека во сите општини многу битно, бидејќи еве гледам и тука во општина Прилеп, бидејќи повеќе ги следиме тие работи, дефинитивно многу придонесе и за она што велиме, кога е сето тоа средено, ми се чини дека инвеститорите се посигурни каде што прават и ова што го спомнавте и со патната инфраструктура. Да. Па ете еден пример имавме за вториот објект од Гришко. Значи се работи за 200 вработувања. Ние пак благодарение ќе спомнам на владата на Република Македонија, до пред 2-3 дена ги добивме одлуките на влада за пренесување на собственичкото право на објектот, каде што сега можеме нели слободно да го продадеме, да го дадеме под закуп и да веќе Гришко да почне да работи. Така. Општина Демирхисар е позната и по тоа што на почетокот и вие рековте дека е една дива, недопрена еколошка природа, изобилува со шуми, изобилува со води. Јас, поголемиот дел од нашите гледачи сигурно знаат и за Бабино, и за Журче, и за Слепче, и така натаму, и така натаму. Дали размислувате во овој правец како локална самоуправа да го развивате манастирскиот, селскиот туризам, значи да се фокусирате тука повеќе, се со единствена цел и другите да ја видат оваа Божја убавина? Така. Па и селскиот и манастирскиот и останатите видови на алтернативен туризам е приоритет за локалната самоуправа. Ние минатата година направивме еден храбар исчекор. Да, бевме присутни и вистина беше храбар. Храбар исчекор за прв пат во Демирхисар се организира првото културно лето. Так. Меѓутоа, поводот беше многу голем. Се работеше за еден милениумски јубилеј, 1000 години од смртта на цар Самуил, 1000 години од постојањето на селбата Слепче и 1000 години од постојањето на манастирот Свети Јован Претеча. Јутоа морам да спомнам дека манастирот датира многу подавно, од 7 век. Но, нели тоа како трите ситуации одеа во едно, за прв пат се случи еден голем настан и неслучајно Слепче беше во вниманието, во жижата нели на настанот. Со ова докажавме дека и помалите места, не само големите општински центри, големите градови, можат да прават гламурозни манифестации, дека и во помалите места има луѓе што навистина можат тоа да го направат и да направат проекти со голема културна вредност. Така.
Втор проект, во рамките на тој проект направивме едно мапирање, значи со средства од локалната самоуправа, вертикална сигнализација од Демир Хисар до Слепче, заедно со нели патот до манастирот. Втор таков проект, исто многу битен, ни беше за село Смилево, каде што во рамките на денот на Смилевскиот конгрес од 2 до 7 мај направивме уште едно таква туристичко мапирање и веќе Смилево ни е препознатлива дестинација туристичка. И историски е битен. Да. Сепак да подсетиме за нашите гледачи дека Смилево е родното село на Даме Груев. Таму е одржан и Смилевскиот конгрес 2 до 7 мај. Тука е спомен костоницата на Даме Груев, музејот на линденците и добро е да заслужува едно такво внимание. А покрај тоа, можеби покасно ќе ги спомниме новите проекти. Веќе сега изготвен е проектот за 6 километри пат, асфалтиран пат до манастирот Свети Петар, до село Смилево. Така да, како еден комплекс, како една целина Смилево го заокружуваме. Факт е дека Демир Хисар има богата историја, особено еве и ова што го спомнуваме и Смилевскиот конгрес, меѓутоа исто така сте дали и голем број литерати од тој крај и така натаму. Размислувате ли во тој правец еве некако ним да им се одолжите во смисла на да не го спомнувам Јордан Пиперката или не знам кој се ги нема веќе кај вас. Значи еве спомнуваме овде дека за Смилевскиот конгрес каде што се одржа ќе правите тоа. Меѓутоа дали полека ги средувате сите оние историски мигови кои се битни за вас како општина? Да. Јордан Пиперката е познат како еден од демирхисарските војводи, кој што нели во тоа време делувал на демирхисарската територија. Неговиот гроб се наоѓа во Велмевци. Меѓутоа, на општо задоволство на нашите гледачи ќе една нова информација сега ќе ја пренесам. Во она старата одбрамбена кула, што е опеана во народната песна Јордан седи на кулата. Токму затоа прашав, знаев дека има нешто. Општина Демир Хисар заедно со Завод и музеј и Битола направи големи градежни зафати. Ние продолжуваме и оваа година внатрешно и надворешно редување на кулата и да биде посебна атракција за нашите туристи што ќе доаѓаат во село Брезово. Покрај тоа, исто кога го спомнав Завод и музеј и Битола, имаме уште еден проект, веќе одобрен од Министерството за култура, за уште еден значаен културен историски споменик во Демир Хисар. Тоа е манастирот Свети Никола во Топлица, или познат како Топлички манастир, каде што ќе се изврши комплетно препокривање на кровот. И понатаму работиме на уште еден проект за дренирање околу манастирот, затоа што влагата се го прави своето и почнува некои фрески веќе полека да се распаѓаат. Значи тоа ни е приоритет за понатаму што треба да го работиме со Завод и музеј и Битола. Така, имате направено ли некаква статистика колку манастири има на територијата, бидејќи еве спомнуваме манастир ваму, манастир таму, па дали се знае отприлика? Еден куриозитет за демирхисарци, значи после Охрид Демир Хисар е втората општина со регистрирани цркви и манастири. А и 135 археолошки локалитети, значи регистрирани по оние статистики што ги има. Така. Токму овој податок навистина ме радува што е така. Дали имате или каква е соработката со Министерството за култура, колку е заинтересирано да ви помогне во одржувањето или добар дел можеби од нив, јас не знам, но се руинирани, па можеби треба реставрација нивна и така натаму. Дали имате некакви проекти евентуално и каква била досегашната соработка? Значи овие проекти ги работиме со Завод и музеј и ги аплицираме до Министерството за култура. Значи тоа што го спомнав и претходно, веќе одобрени се средства од Министерството и понатаму продолжуваме со другите проекти што ќе аплицираме до Министерството за култура. А кога го спомнав на Министерството, исто една голема благодарност и за минато годишната јубилејна манифестација 1000 годишнина, каде што покрај Министерството за култура голема помош имавме од ЕСТРА, Факултетот за аудио и визуелни уметности и секако со Пелагониско-Преспанската епархија, неговото високо преосвещенство владиката Петар. Од оваа временска дистанца за овие 2 години како Демир Хисарец постар, како да кажам, мислам, човек кој е таму роден, не како градоначалник, дали гледате напредок во општината, еве во културните збиднувања или во заживувањето на животот едноставно? Па јас себе можам лично да видам за поставе 2 години. Значи јас реков работиме тимски, никогаш
никогаш не кажам дека сам тоа го сработи. И навистина човек сам не може никогаш да ги истера тие работи. Се гледа раздвиженоста во Демир Хисар, се гледа посетеноста, поготово после ланското културно лето. Многу имаме посетеност и во манастирските комплекси, меѓутоа и